Пред малку започна протестот на граѓанската иницијатива Стоп за Вардаришта. Нивната порака е јасна, а тоа е дека дивата депонија Вардаришта повеќе не смее да гори. За некои 5 минути тие овде ќе одржат пресконференција на која јавно ќе ги кажат нивните барања, како тоа дивата депонија Вардариште да има ограда, да има видеонадзор, односно камери кои граѓаните постојано ќе може да ги видат, исто така и да има чувар кој ќе контролира кој доаѓа таму и што прави. А ние пред малку овде направивме и анкета во која граѓаните велат дека надлежните итно мора да го решат овој проблем со дивата депонија Вардариште кој се провлекува со децени. Во приложение да погледнеме анкетата. Јас лично сум дојдена поради крајната загриженост за ова што се случува со загадувањето во нашиот дел од градот. Верувам дека е така и во другите делови, меѓутоа последните 10 дена е навистина неподносливо да се дише. И навечер и наутро. Затворени прозори, прочистувачот работи на највисоко ниво е индикаторот. Ова е нешто страшно што ни се случува. Како родител сум крајно загрижена. Дојдени сме овде заради тоа што сакаме да искажеме револт дека во однос на загадувањето во аеродром од страна на Вардариште со години ништо не се презема. Секој ден навечер и са бајле се будиме и чувствуваме смрда, мене ме штипат очи, ме штипе грло и сакаме нешто да се преземе едноставно. Ние сме секој ден овде. Знаете, имаме страшно загадување, поготово последниве денови. Ова што се случува во Ново Лисиче, значи аеродром, е веќе години уназад. Ајде да ги кажам 30 години не е направено ништо. Апсолутно. Значи, поради тој мотив излегуваме само иницијативно како граѓани се собираме да протестираме за овие диви депонии да се затворат. Не сакаме никакви политички активисти. Скопје денеска беше под чат пожарите. Што се случува со пожарите на депониите? Слушаме од прилогот на мојот колега Огнен Чанчаревиќ. Водата не помогна да се угаси пожарот во Дрисла, па од предпладнево со багери се затрупува делот кој гори, а надлежните се надеваат дека на овој начин до крајот на денот ќе го задушат огнот, а со тоа и чадот, кој цел ден ги труе сите граѓани во Скопје. Истото ќе се направи и во Вардариште, од каде со денови се издига чад. Главниот штаб за управување со кризи утрово ја превзеде надлежноста врз депонијата Дрисла согласно прогласената кризна состојба во државата. Денес надлежноста врз депонијата Дрисла ја презема главниот штаб за управување со кризи. Од тие причини дадовме задача денес да се започне со агресивно затрупување на делот од депонијата Дрисла, каде што го имаме најголемото чадење, односно делот каде што се одвива горењето. Очекувам до попладневните часови овој дел да биде целосно затрупан. Препораки и мерки од владата и Министерството за здравство нема, бидејќи како што тврди премиерот Христијан Мицкоски, воздухот во Скопје не бил со зголемени токсични вредности. Нема зголемени такви параметри кои што се алармантни, тоа е визуелно така, но кога се испитувани параметрите не се тие таква алармантни како што е сега вие го поставувате тоа прашање, но лошо е тоа да се прави. Надлежните се сомневаат дека пожарот кој вчера попладне изби во Дрисла е подметнат. Во текот на лето во кое што имавме рекордно високи температури, не дојде до самозапалување на оваа депонија. А сега, кога температурите, особено ноќните се далеку пониски во однос на јули, дојде до самозапалување во наводници на оваа депонија. По затрупувањето на критичниот дел во Вардариште, од каде што исто така се издига токсичен чад, надлежните најавија дека локацијата ќе биде обезбедена и оградена и дека ќе се издаде забрана за движење и секој кој ќе биде затекнат таму ќе биде уапсен. Како што имавме можност да слушнеме во прилогот, вчера околу 15 часот пожар изби на депонијата Дрисла. На почетокот се интервенираше со 2 противпожарни возила, но бидејќи огнот се засели, противпожарните тимови се зголемија. Но пожарот се држаше под контрола, односно остана внатре во депонијата. Павле, ни остануваме да ги проследиме пораките од протестот кои ќе ги пренесеме подоцна.